Нови 50 наслови од едицијата Звездите на светската книжевност денеска беа промовирани во Порта Македонија, со што полека се заокружува овој владин проект, кој опфаќа превод на вкупно 560 дела од светски познати автори. Според премиерот Груевски, кој присуствуваше на денешната промоција, овој проект е само еден од повеќето кои јасно ставаат на знаење дека во Македонија има луѓе кои знаат да сонуваат, планираат, действуваат и да веруваат во она што го замислиле. Некаде во 2009 и 2010 година овој проект беше само во нашите мисли и во мислите на некои луѓе кои учествуваа во неговото обмислување. 2011 беше година во која почнаа подготовките, а во 2012 година веќе ја имавме и првата промоција на капиталниот проект Звезди на светската книжевност. Денес на почетокот на 2016 година сме речиси на крајот од неговото заокружување. Денес промовираме уште 50 книги од оваа едиција, со што речиси се заокружува овој голем издавачки потфат од 560 книги од проектот Звезди на светската книжевност. Тој додаде дека многумина ќе речат дека ако целиот овој проект бил сведен само на 50 тома, кои денеска се промовираат, повторно би бил една исклучително вредна едиција, затоа што меѓу новите наслови се најдобрите 10 до 20 книжевни дела на сите времиња. Се надевам дека ваквиот избор и ладното зимско време во Македонија ќе бидат одлична комбинација многу од овие книги да се најдат што поскоро во рацете на нашите читатели. Добрата книга може секој да го поведе на долги и неистражени патувања, во некои други топли краишта, помеѓу разни други народи, во разни други култури, разни други галаксии и секаде каде што човечкиот мозок преку книгата може да отпатува. Министерката за култура истакна дека со овој проект ги демонстрирале заложбите за создавање културен амбиент во Македонија, во кој јасно се перципираат вистинските вредности. Звездите на светската книжевност се своевидна парадигма за надградба на нашите општествени хоризонти, можност да се спознае глобалната творечка естетика, изразена низ разнообразни контексти во различни временски периоди и во различни делови од светот. Според главниот редактор академик Митко Маџунков, направените книжевни преводи се најдоброто нешто што сме го имали и го имаме. Овој проект започна во 2012 година, кога беа промовирани првите наслови од оваа едиција, а до неговото завршување останува да бидат промовирани уште последните 37 дела.